15 часот и 30 минути, термин резервиран за фолк естрада. Јас ви ветувам убав и квалитетен разговор и убави македонски народни песни. Веќе во изминатите неколку емисии ни гостуваа убави атрактивни девојки. Овој пат направивме исклучок и донесовме момче само за понижниот пол од публиката. Дами и господа, ова момче веќе долго време го нема на страдата, но ние го викнавме и ќе го натираме повторно да се врати на неа. Господинот Горан Тодоровски. Добре ми дојавте. Ние во Фолк естрада веднаш започнуваме со музика, а потоа со разговор. Повелете. Moja tažna pesna, kako grani
Trpев mnogo pretera. Odi po patot, moje zlato, krena tavo oblaci. Samo taka ti ke odiš, se poslepi sokaci. Odi po patot, moje zlato, krena tavo oblaci. Samo taka ti ke odiš, se poslepi sokaci. Odi po patot, moje zlato, krena tavo oblaci. Samo taka ti ke odiš, se poslepi sokaci. Odi po patot, moje zlato, krena tavo oblaci. Samo taka ti ke odiš, se poslepi sokaci. Драги мои, како што видовте, Горан Тодоровски во фолк естрада. Замислете. Како сте? Благодарам на поканата. Најнапред би сакал да те замолам да биде разговорот на ти, да не си персираме. Ако не ви причи, нема проблем. Ако не ти причи, нема проблем. Не ми пречи воопшто, напротив, мислам дека таков поопуштен и по присен разговор личи на сцената. Ме радува, како што и пред да почнеме со снимањето, бев пријатно изненаден со сценава и тука студиото. И тие комплименти ви ги пренесов. Ме инспирира ваква сцена. Не знам на што се должи тоа, можеби на подолготрајната пауза што ја направив, а можеби на вистина на енергијата што ја нуди ова студио. И ова се и на гледачите сакам да им го кажам. Не знам како изгледа тоа преку малите екрани, ама овдека е на вистина некако, што знам, посебно. За помладата генерација, односно за оние кои што се колку мена, можеби вашиот лик и не секој го памти, меѓутоа песната Пијан да бев, ке се отразнав, е онаа песна која што сите многу добро ја знаеме. Дали е таа песна на која што сте најгорд? Ме радува тоа што еве и ти, луѓето на слична генерација со тебе, па дури и помлади од тебе, бидејќи имам можност низ мојата друга професија да контактирам и со далеку помлади и од тебе. Се интересираат, знаат, сега не знам на што се должи тоа. Ја би рекол, можеби најмногу на квалитетот на песната, некако е вонвременска, во смисол серенада правена по вистинска приказна. На вистина? Да. Јас не сум авторот на таа песна, ама кога ми беше понудено да настапам на фестивалот во Битола, тоа е Серенада на широк сокак 2000-та, организаторите ми ја пуштија на телефон, само што ја слушнав, веднаш прифатив да учествувам. А такви песни се реткост, барем мене не ми се случило, кога соработувам со автори, така наеднаш и нагло да се залепам за некоја песна, просто да се распне за мене, да ја доживеам како своја. И убаво помина и самиот фестивал и таму сега не ми е нешто приоритет во емисијава да истакнувам какви награди се, ама беше и наградена песната своевремено. Убаво е тоа да се спомene и да се каже. Добро, знаат луѓето што следеа тогаш. Меѓутоа, што ми беше муабетот? Поголема награда од тоа да заживее песната меѓу народот,
буквално да се обнароди, да се пее во секој локал, на секоја пригода, да ја знаат и стари и млади, е нешто што мислам дека е желба на секој еден што се занимава со оваа работа, да остане песната, знаете, барем една, ако не и повеќе, а со тоа секогаш сте присутни. Тоа Без е разлика точно. на паузата, без А не разлика се- што нема ново, што не се снимило ништо, што не се случил ни еден фестивалски настап во последниве неколку повеќе години. Остануваат песните, тие се слушаат, гледам и јас следам. А не секој пејач го има ова да му остане песната толку време да живее и ќе живее таа песна. Јас сум сигурна во тоа. Кои се авторите на оваа песна? Авторите се Боби Поповски, тоа е еден наш македонец кој што живее и работи во Бризбен, Австралија. Ако има, веројатно сега има можност Има да ги можност следи и оваа емисија е нашите- премногу гледана во Австралија. Токаш голем поздрав до него. Ние имаме и уште неколку песни заедно снимени. Мислам во тој тандем автор-изведувач. Ама оваа беше прва и остави најголем белег. Аранжманот е, мислам, на Илчо Јованов, ако не сум заборавил, ама не сум. Одлично. А ќе се вратиме повторно на твоите песни. Малку сакам да го да се за вашиот живот да поразговараме, Мислиш за мој? за твојот живот, токму така. За твојот живот да поразговараме. Ти се Скопјанец, колку што знам. Така ли е? Да. Зошто толку Битола сака да те присвои? Дали затоа што таму излагаат оние моќни гласови или и Па Ти имаш веројатно, оној затоа моќен што глас. и јас на некој начин ја имам присвоено Битола, колку пати ја споменав откако почна емисијата Скопје ни еднаш. Да, од Зошто е тоа Скопје сум. така? Па, не знам, веројатно некоја судбина или карма. Првиот фестивалски настап се случи во Битола, далечната 93 година, со песната Како Божица. И бидејќи тој беше и самиот фестивал, неговото издание беше прво и мој прв фестивалски настап. Веројатно луѓето и од недоволна информираност, сепак јас дебитант, по некоја логика претпоставиле дека сум од Битола, бидејќи сум искористил таа можност да се афирмирам преку тој фестивал. Но не, јас баш за тој фестивал специјално отпатував од Скопје таму и беше убаво незаборавно искуство. И од таму всушност почна се. Некако тие времења беа такви што многу се лансираа квалитетите и тоа за експресно кратко време. Ако се почувствува или препознае песна или квалитет, таа заживуваше, стануваше хит, се пееше по живи свирки, настапи и сето тоа. Всушност тоа беа времења кога ние имавме македонска естрада во вистинска смисла на зборот, не само емисија, туку широка една македонска естрада која уживаше доста популарност меѓу луѓето. Се сеќавам на многу настапи каде што сме гостувале повеќе пејачи, а обично биле тоа избор за фолхит на годината или такви нешто, каде што беа пејач до пејач, се реномирани имиња и песни кои што буквално од првата до последната сите се пееа во ресторани и публиката заедно со нас ги пееше. Тоа е, мислам, естрада. И кон тоа треба да тежнееме, тоа треба да се врати. Сега ми беше следното прашање. Мислиш ли дека ќе се врати тој сјај на македонската народна сцена и на македонската народна песна? Па, видете, времињата се променети. Тогаш беа некои медиуми на прсти што се бројат и некои медиуми кои почнуваа, кои беа исто на своите почетоци како и ние и нашата естрада.
имавме соработувавме сето тоа неспорно. И потоа почнува некој период кога се вклучуваат и други електронски медиуми, интернет, нешто што не можеш да го контролираш, не можеш да го запреш. Тоа ми се чини дека направи проблем не само со популарноста на македонската музика, без разлика фолк-поп, туку и проблем со издаваштвото, со дискографијата, со албумите. И не знам, ама имам чувство, не знам, велам, затоа што и јас не сум нешто активно постојано да следам што се случува во последно време на естрадата. Дури некако и се отпосле дознавам, а вчера бил фестивал или не знам, некаков настан бил вчера. Ама среќа, нели, баш ради овие медиуми, пак имаш можност тоа да го пронајдеш, погледнеш, преслушаш и, нели, создадеш свое мислење. Па може би тука е клучот, не знам, може би е, не знам, тоа е широка тема, има многу да се зборува за тоа и разни тези и хипотези, за кои што сме ги зборувале уште кога бев активен на естрадата. Што треба да се направи, зошто ова не се случува и сето тоа, ама просто тоа е еволуција. Па сега, во еволуцијата, кој се снајде, кој обстане, тука е, кој не е. Јас мислам дека ќе се врати колку толку сјајот, се повеќе вакви емисии има на естрадата и се повеќе електронските медиуми се грижат за народните пејачи. Колку години имавте кога се појави прв пат на фестивал? 20 години. Релативно доста младо момче. Па да. Доста младо момче. Како беше, како се носеше со онаа слава која што имаше? Па, дали сега знаат да те препознаат на улица да речат? Да. Редовно ми се случува. Меѓу другото, најголема причина зашто сум јас денеска тука со вас не е некоја моја амбиција, јас и немам некој посебен мотив во смисол сега да се докажувам или да градам кариера, имам постигнато доста за себе. Се надевам ќе имам и пред себе, тогаш кога ќе почувствувам и се. Денеска почувствував дека треба да сум тука не ради себе, туку баш ради тие луѓе што ги спомена ти. Во кој смисол? Секојдневно ми се случува каде и да се појавам, во продавница, на пазар, небитно, на улица, да ме препознаат, да, меѓутоа и да се заинтересираат што се случува со мене и што е најинтересно, кога ќе има нешто ново. Знаете, тоа кога ќе има нешто ново ми е можеби најјаката причина зашто решив да бидам дел од емисијата. Баш ми е драго, значи македонската публика сепак сака да слуша таква музика. Планирам и некои нови песни да снимам, баш во име на истите тие обожаватели кои што се чувствувам желни да чујат и нешто ново. Знам дека сега може и на интернет да се преслуша и пустимера кратки и некои други поранешни снимки, може би фестивалски настапи, не знам. Не само од мене, и од многу колеги наши. Ама може би треба и нешто ново и нешто свежо, како што е свеж и интериерот во студиото. Благодарам, Горан. Јас сум сигурна дека македонската јавност е веќе желна за нешто ново, да чуе од оние пејачи кои што навистина веќе се истакнати и треба нешто ново во македонската народна музика и за македонската јавност. Горан, 20 години кога си почнал да се појавуваш по настапи, фестивали, кога го постигнувате врвот, зошто одлучувате да се запишете на биологија? Нели би требало музика да е така некако ми иде сето тоа? Јас прво се запишав на факултет, па потоа почнав да се занимавам со естрада.
Па да, 20 години веќе, прва година на факултет веројатно си бил. Втора. И тоа на медицински факултет во Скопје. Па потоа и трета запишав и отслушав и положив се од втора година на медицински факултет. Ама потоа ради темпото што го нудеше тогашната естрада, разни гостувања, турнеи и низ Македонија и во странство, сватив дека медицина така не се студира и ако сакам да бидам успешен, треба да одберам едно. И бидејќи ова е шоу бизнис, треба да се одлучиш дали да ги искористиш тие 5 минути или да ги пропуштиш. И знак прашање дали некогаш повторно пак ќе се укаже прилика или пак има можност. А за истото, меѓутоа се одлучив да паузирам со студиите и да се посветам на естрада во целост. Значи, фестивалски настапи, турнеи, албуми, речи се секоја година по еден своевремено. И така денеска сме стигнати до бројката 6, а се надевам дека до крајот на годината ќе биде и бројката 7. Јас едва чекам да излезе бројката 7. Па да ви кажам искрено и јас, затоа што веќе почна да ме гуши тоа што песните се готови, ги слушам јас дома, има прилика да ги слушнат и некои мои блиски. Јас сум лично презадоволен, а луѓето што има прилика да слушнат, па благо речено воодушевени. Сега ова може звучи нескромно, ама тој притисок ми беше муабетот е малку напорно да се чува, просто кога нешто си создал и створил и е наменето за широка јавност, со нетрпение го очекуваш денот тоа да го чујат и другите, а најмногу оние кои што секојдневно се интересираат за тоа кога ќе има нешто ново, па еве годинава, ќе има нешто ново, најверојатно дури цел еден албум. Кога кажавте совршени, јас навикната сум од вас само совршено да слушам нешто од тебе. Не знам дали реков совршени. Или одлични, како и кога рече можеби се звучам нескромно. Јас сум навикната само нешто совршено да слушам од тебе. И сакам сега во моментот уште неколку песни да чујам. Може ли? Како не, со задоволство. Повели на сцена. Фала. Шерген бев и јас, сакав мома најлична, моја нестана, не ме засака, од корен ме откорна. Моја нестана, не ме засака, од корен ме откорна. Пијан да бев, ке се отрезне, болен да бев, јас ке оздраве, ама пусти мене, рад ке по тебе, никако да помине. Пијан да бев, ке се отресне, болен да бев, јас ке оздраве, ама пусти мене, рад ке по тебе, никако да помине.
nego koga minuvaš, glava si navednuvam. Dobro večer ti mi veliš i zaminuvaš, a ja sotrujen prodolžuvam. Dobro večer ti mi veliš i zaminuvaš, a ja sotrujen prodolžuvam. Pijan da bevke se otrezne, volen da bev jaske ozdrave, ama pusti me ratke po tebe, nikako da pomine. Pijan da bevke se otrezne, volen da bev jaske ozdrave, ama pusti me ratke po tebe, nikako da pomine. Godinina težnale, kosi pobelele, nogu leta ratke do suzi legnuvam, ne znam da li ke se razbudam. Nogu leta ratke do suzi legnuvam, ne znam da li ke se razbudam. Pijan da bevke se odrezne, volen da bev jaske ozdrave, ama pusti me ratke po tebe, nikako da pomine. Pijan da bevke se odrezne, volen da bev jaske ozdrave, ama pusti me ratke po tebe, nikako da pomine. Ama pusti me ratke po tebe, nikako da pomine. Prosti mi srce moje što drugo neke možam da ti podaram. Od ljubav koga patiš, sobol kake si platiš, ljubeše iskreno. Prosti mi srce moje što drugo neke možam da ti podaram. Od ljubav koga patiš, sobol kake si platiš, ljubeše iskreno. Kako da ti rečam mila ostani, kako da ti rečam da ne zaplačam, srcevo za tebe koga udira, dušava bez tebe koga umira. Kako da ti rečam mila ostani, kako da ti rečam da ne zaplačam, srcevo za tebe koga udira, dušava bez tebe koga umira.
Rakaво оган става да ја освојам. Со друг си оди сега и да се врати нема ме заборава. За неа живот давав, ракаво оган става да ја освојам. Со друг си оди сега и да се врати нема ме заборава. Како да ти речам мила остани, како да ти речам да не заплачам. Срцево за тебе кога удира, душава без тебе кога умира. Како да ти речам мила остани, како да ти речам да не заплачам. Срцево за тебе кога удира, душава без тебе кога умира. Како да ти речам мила остани, како да ти речам да не заплачам. Срцево за тебе кога удира, душава без тебе кога умира. Душава без тебе кога умира, душава без тебе кога ми умира. Горан, а ние повторно ќе поразговараме околу новите песни. Претходно повторно ја сакам упорно да се вратам за детството. Во Скопје сте роден, каде основно, да. средно, потоа одите факултет медицина, па биологија. Ајде, сето тоа да ми го раскажеш. Па, значи нема фајде, ние можеме до крајот на емисијата да си персираме, така? Ама добро. Ете повторно. Ајде, кажи ми, А Горан. што да ти кажам, мене тоа ми Само тоа го слушна. да. Ми Од почеток. засмета. Ајде цело детство да ми го раскажеш. Цело детство, па добро што во Скопје роден. Основно, средно, медицинско. И после медицина заврши? Да. Браво. И после тоа се надоврзувам на муабетот од пред малку медицински факултет. Ама сега да не ги прескокнам така брзо тие детски денови, да кажам дека љубов кон музиката сум имал од тогаш. Уствари од кога памтам за себе. Па така и тогаш на некој начин имав некоја врска со музиката. 82 учествував на Златно славече. Со која песна, Па Горан? добро, не ми беше срам да пеам соло песна, ми нудеа. Ама бидејќи живеа блиску до Пионерски дом Карпош, каде што беа пробите за хорот и бев еден од најредовните на тие проби. Тоа е бидејќи близко си живеел. Па не само заради тоа. Се жал. И кога ќе завршеше проба, ќе отрчав во влез, па таму ќе си пеев некој рефрен последен што сме го пробувале, зашто некако убав ми беше акустиката по влезовите, знаеш како е. Просто таа. И која песна на Златно славече? Па не, сите песни од таа година, 82-а, во хорот. Инаку имав понуда за да изведам некоја од тие песни и соло, меѓутоа тогаш наистина ми беше срам, мислев дека нема да можам да издржам таа трема, да настапам соло. И добро, во секој случај убаво искуство. Ете тоа се да кажеме тие почетоци. Преку Златно славече, потоа ме поканија, уствари имаше некоја аудиција од Драмски театар, па избраа 4 деца од хорот, меѓу кои и јас, или 6, не знам, па години се во прашањето. Па и не са толку. Поминато е стварно доста време, тоа е исто тоа време, 82-3. Важно некоја група на деца, не беше тоа многу, 4 до 6 деца, за потреби на една представа која требаше да се спрема и да се изведува во Драмски.
Па, За некој мюзикал се работи, зашто? не беше мюзикал, ама имаше неколку numери кои што ги пеевме ние, меѓу другото и Интернационалата, се сеќавам. Дека ја спремавме ние децата, ја пеевме. Темата беше нешто со информбиро. Немој за историја само те молам. Ама не беше мюзикал, сериозна представа. Одлично. Со актери, легенди, мислам. Кој се беше на сцената, се сеќаваш ли? Се сеќавам на некои. Милица Стојанова. Актериката му е омилена? Темелковски. Па ти навистина си имал многу голема Ма среќа да сите застанеш во на сцена драмски, со сите во тие драмски, луѓе. да. Одлично. Се актери од тоа време, сега е некоја друга генерација. Зарем не се залюби во глумата? Не, ние имавме таква некоја детска, споредна и повеќе врзана со тие музички делници и некое статирање без некој текст или нешто многу малку. Ама исто искуство плюс. Посебно на таа. Значи театарската сцена не беше толку многу поентата те... само да се спреми представата. Поентата беше што таа представа потоа доживеа и премиера и потоа имаше, да кажеме, 50 изведби на кои што на сите тие требаше ние да бидеме присутни. Дело таа представа, да, и дело нормално таа вие кога сте... представа. Браво, одлично. Ете тоа не се сеќа. Мислам дека никаде не сум го кажал. Мислам дека Многу ми е драго што тука го кажуваш, бидејќи јас сум влюбена во театрот. Многу го сакам театрот и многу ми е драго што се надоврзавме и малку ја да поразговарам околу театрот. Па добро, потоа, кога сме веќе кај театарот, на некои гостувања во Австралија, имало доста, обично луѓето се навикнати кога ќе се каже дека некој пеач гостува или има турнеја во Австралија, дека тоа се концерти, свирки, нели, нешто, музика и да, неспорно. Тоа е првенствено зашто ние би заминале на така далечен пат, да ги развеселиме нашите таму, се разбира. Меѓутоа, на две од тие турнеи се случи исто така учество во представи. Таму? Да. Како се најде таму на Еве, тоа беше... на таа сцена? Па тоа беше организирано од аматерско драмско друштво кое функционира, веројатно регистрирано си е таму во Австралија и тие направиле текст на Солунски патарди, ама малку изменет, во смисол уште поголема комедија, но и пародија воедно, поврзана со животот на нашите во Австралија, да кажеме. Така, и што можеш ти? Тоа што најдобро знам да го... Пееш? Да. Но бев дел од представата. И пак станува збор за една не само аматерска група на актери кои што се наши, но живеат во Австралија, туку и еминентни глумци кои од овде заедно со нас отпатуваат таму и практично ја водеа представата, има едни од главните улоги. Дади, Мешко, Гоце, Ванчо, например. Браво, Горан. Така и добро не бев тогаш сам, беше и Татјана Лазаревска и група Амадеус. Ние бевме задолжени за тој некој музички дел од представата, зашто имаше на сцената и некоја сценографија како дел од кафана или од нешто амбиент и ние практично имавме улоги, но ти викам, тие беа лесни за изведување. Не беше за нас некој проблем, немавме ни нешто многу текст, просто требаше само да знаеме кога од прилика што би требало да направиме или да изведеме. А бидејќи и тогаш се изведуваат доста представи, сигурно имаше 15-тина за време на таа турнеја
Од представа до представа, зашто тоа е театар, нели? Различно е. Мислам, представата е иста, но има нешто инспирацијата различно е во поинаква неа. и на Точно. одреден актер, и на публиката, и интеракција, и тие работи. Затоа една представа колку и пати да гледаш, секогаш е како поразлична. премиера, да. Точно така. Кажи ми, Гуран, колку ти фалат турнеите? Бидејќи тогаш кога беше на врвот од кариерата, ја сигурно сум дека во годината многу повеќе сте патувале отколку што сте биле тука? Знаеш како? Па ја не знам, за тие некои десетина години интензивна, активна работа, комуникација со публиката, учество на фестивали, снимање албуми, патување, па не знам, нема град и нема село во Македонија каде не сум гостувал. Нема медиум каде што не сум бил исто така, барем на Блиц гостин. Снимање емисии, турнеи во странство. Е доста напорно, некако работа која е толку набиена да просто немаш време за себе. Истовремено, да, секој ќе каже, работа што ја сакаш не е тешка. И навистина е така, зашто кога не би ја сакал, не би издржал ни 15 дена, а не 10 години со тоа темпо. Просто не затоа што јас се изморив или ја загубив желбата да се занимавам така активно со естрадата, туку како што зборувавме и на почетокот, времињата почнаа да се менуваат. Почна да се почувствува некоја стагнација на македонската естрада и некој наплив на други звуци, популарност и желба да се нашата публика да присуствува на некои други свирки. Тоа се разбира не се случи преку ноќ. Тоа се случува и денеска, што не значи колегите и колешките не работат и не се активни, но мислам дека го нема тој гламур што го имаше тогаш. Сеќавам дека кога се појавувавме на фестивалите, оние најеминентните, и сега се тие најеминентни, прашање само колку се популарни. Валандово, Цветници, народот не пречекувал на улица. Мислиш дека станува збор за филмски фестивал во Кан. Немаше црвен тепих, добро, ама не можеш да излезеш од кола, од автомобил, бараат автограми, бараат да се сликаат, автограм картички, постери, било што нешто. Тоа е тој гламур, тоа е тоа темпо, тоа е нештото што... Дали тоа ти фали сега? Па ја мислам дека тоа им недостасува дури и на оние кои што се активни, копнеат по тоа време, ако барем малку го почувствувале. Знам дека има и нова генерација на пејачи кои не можат да зборуваат за времињата за кои сега ти и јас правиме муабет, ама верувам правеле муабет со некој поискусен и повозрасен колега или колешка, или биле и тие истите влюбеници во фолк музиката, па следеле своевремено. Како што и јас знам и биле какви фанови, биле фестивалите, не знам, да. Сега и какви се, тоест какви биле тогаш и какви се сега. Меѓутоа малку подоцна за фестивалите, сега да чуеме малку музика од тебе, а потоа се враќаме тука. Со задоволство. Повели. Фала. Јас шетав и лумкував
može tak prerano ostare, pomina godini zaludno minati i život pomina bez tebe najmila. Pišman su za moj te lagi, pišman su za moj te tajni, pišman su što mi te izgubim. Sve za džabe, prosti mi za moj te lagi, prosti mi za moj te tajni, prosti mi i zaboravi se ako možeš. Ja izgubim radosta, zapustiv mladosta i kolku te povredim, kolku ti pogrešim, pomina godini zaludno minati i život pomina bez tebe najmila. Pišman su za moj te lagi, pišman su za moj te tajni, pišman su što mi te izgubim. Sve za džabe, prosti mi za moj te lagi, prosti mi za moj te tajni, prosti mi i zaboravi se ako možeš. Odvjerotna ljubavta naša ostana samo prazna čaša, a ti si so drug i sreća da te prati, no nikako mene da mi se vrati. A ti si so drug i sreća da te prati, no nikako mene da mi se vrati. Mija sede srećata pobegna so neja, nema veke radost, nema veke smeja. Mija sede srećata pobegna so neja, nema veke radost, nema veke smeja. Ja sakam tebe da te ljubam, na srce to ljubav da nudam, a tebe te nema, so tebe da bidam, kaj si sega dušo, barem da te vidam. A tebe te nema, so tebe da bidam, kaj si sega dušo, barem da te vidam. Mija zede srećata pobegna so neja, nema
Нема веќе радост, нема веќе смеја, мија седе среќата, побегне со неа. Нема веќе радост, нема веќе смеја. Седно тебе, надеж ми останува мене. Со тебе да бидам, за тебе да се молам, во љубовен оган, со тебе да горам. Со тебе да бидам, за тебе да се молам, во љубовен оган, со тебе да горам. Мија зеде среќата, побегне со неа. Нема веќе радост, нема веќе смеја, мија зеде среќата, побегне со неа. Нема веќе радост, нема веќе смеја, нема веќе смеја. Гуран ги спомена фестивалите. И спомена дека кога си излегувал од кола, чекале луѓе автограм, барале. Зошто веќе го нема тој сјај и таа моќ фестивалот и фестивалите во Македонија? Па не знам. Прво не би се сложил дека фестивалите немаат таа моќ, бидејќи фестивалите се емитуваат на медиуми, а медиумите се и понатаму моќни. Може би треба да се поработи малку на посоодветен маркетинг, луѓето понавреме да знаат кога се држува тој фестивал, зашто јас лично дознавам ден отпосле. Да, факт е дека можеш во секое време денеска да се информираш и кој победил и да преслушаш песна од некој автор или интерпретатор што ти значи или мислиш дека треба да чуеш песната, ама не е тоа така исцепкано да гледаш. Може би затоа фестивалите го загубиле својот сјај и јако би рекол дека во последно време од она што имам можност да видам, не сум некој кој активно ги следи редовно, ама забележав во последно време дека доста се обрнува внимание и на фестивалските сценографии. Дискутабилно е колку се обрнува внимание на квалитетот на композициите. Може би треба и да се послуша малку пулсот на народот, па да се модернизира во некоја смисла и звукот и текстови што сум имал прилика да слушнам, можам да се сложам дека малку се помрднати, во смисол не се веќе од оној стереотип своевремено, кој јас и никогаш не сум го сакал нешто претерано. Тоа мислам. Не знам кој е начинот тоа да се поправи, ама еве дадов некои предлози во смисол. Пример маркетинг. Да. Да знаеме кога треба да купиме карти, да одиме да ги гледаме во живо тие фестивали. Да, па дури кога ќе се емитува на телевизија, тоа да оди некако поударно, почесто, да имаат можност луѓето ако не виделе еднаш два пати кога се емитувало, може би виделе ако се емитува 20-30 пати 2 недели претходно или може би интервју со учесници претходно да има и нели тие такви кратки емисии, секој да се најави својата песна. Не е баш како на Евровизија, нели, ама во тој фазон за секого по 5 минути да се одвои и за авторскиот тим, и за тоа како се снимаше песната, да има прилог
Не знам, мислам во секој случај има начин како тоа да стане поинтересно, ама мислам дека најважното е да се изберат песни кои што ќе бидат потоа слушани, а не кои што ќе се изведат тогаш и веќе никогаш, што е најчест случај во последно време. Кога последен пат се појави на фестивал? Јас последен пат 2009 на 2009. Прилепски фолк фест. Тогаш прв пат мислам дека беше деби на самиот фестивал и на организаторите и на нивна покана учествував таму. И тогаш забележав дека има голем исчекор во сценографијата, зашто на тој фестивалски настап, последниот што настапив, се сеќавам дека беше доста гламурозна сцената. Исто така знам дека се емитуваше некоја одложена снимка на некоја наша телевизија, не знам точно на која. Ама не се сеќавам дека беше пропратено тоа со некој добар маркетинг, во смисол на што зборувавме претходно. Тоа имаше интересни песни тогаш. Дали тоа беше и од тогаш повеќе не стапнавте на оваа естрадна сцена? 2009-та, ако не се лажам, така ли е? Со нова песна 2009-та. 2013 година на покана на Валандовскиот фестивал учествува во првата вечерта, ревијалната, каде што се исполнуваа песни кои оставиле некој белек од изданијата претходни. Оние по... Со која песна настапите? Тогаш со две. Едната дуетска со Тања Лазаревска, Љубовна сказна, а другата со Како да ти речам мила беше. Одлично. Дуетите имате... Имаше убава реакција во публиката тоа. Тоа и не е така далеко, нели? Тоа е само пред 3 години. А дали сега со паричните награди кои што се даваат на фестивалите се предизвик за вас да настапувате на фестивали? Не. Сепак најважно е тоа што ќе остане таа песна и ќе биде хит и ќе биде слушана. Да. И не гледам некоја посебна сатисфакција од тоа да добиеш парична награда, а песната да не заживее. А мислам дека ја не се сеќавам од како се востановени тие парични награди, дека некои од песните кои биле парично наградени денеска можеме да ги запееме. Јас не знам. Може ти знаеш. Не знам и јас. Гуран, ја споминавте и Татјана Лазаревска. Имате многу други хитови кои што се дуети, кои што се хитови, останаа хитови, ќе живеат уште многу долго време. Дали во новиот албум ќе имаме некој дует? Да, има дует, ама тој дует е во бонус, тоест тоа е исто така фестивалска номера од Валандово 2005-та. Доста ми ја бараат вака по социјалните мрежи, бидејќи ја нема на YouTube и љубоморно ја чувам да ја ставам како бонус на албумот. Тоа е со Росана. Со Росана е всушност и ми е да кажеме Тазен дует. Најплодната соработка дуетска. Зашто имаме 3 дуети снимено. Инаку сум пеел дуети со Виолета Томовска, исто на Серенада на широк сокак и со Милица Кузмановска за некој албум, нејзин мислам, гостин, нели, за дуетска песна на нејзиниот албум. Па не знам да не испуштам некого, ама да, и со Татјана. Но со Росана најмногу, од кои што два фестивалски настапи беа во прашање. Еден тетовски фолк фест. Со песната Те познавам, исто така песна која остави белек и знам дека долги години
слушавме позитивни реакции во врска со тоа. И тоа беше всушност поводот таа наша соработка да ја обновиме, па неколку години подоцна, 2005 да ја снимиме и другата, која исто така, не можам да кажам дека помина незабележано, ама веќе зборуваме за години кога се губи сјајот на фестивалите. 2005 е во прашање. Песната беше меѓу наградените, песната е убава и денеска луѓе, ти кажувам, ќе ми ја побараат, објавија, закачија, прикачија, како веќе иде. Па одлучив тоа да го направам, така што ќе ја ставам на новиот албум. Па сите што ја знаат, ќе имаат можност да најдат таму, а оние кои не ја знаат, како например ти, топло ти препорачувам да ја преслушаш, зашто стварно е преубава песна. Јас повторно ќе те викнам да ми донесеш CD и тогаш ќе ја слушнеме. Мислиш да Дали може направиме така? мини промоција? Нормално. А зошто да не? За тоа е Фолк Естрада и за тоа е Фолк Ексклузив. Да. Еве јас и без повод сум ваш гостин, па што тогаш поводот и мотивот за гостувањето би бил уште поголем. И онака зборував колку со нетрпение всушност чекам да ги споделам новите песни со слушателите, гледачите. И јас Публиката. ги чекам тие. Споминавме дека со Росана неколку дуети. И двајцата некако правите пауза. Дали мислите дека Росана може веќе се врати на ова сцена? Па, Росана е во мојот живот секако, затоа што ние сме приватно многу блиски, дружиме, се гледаме, правиме муабети на секакви теми. Додуша во последно време се помалку се допира темата естрада. Веројатно тоа е и близината си го прави, зашто веќе се чувствуваме повеќе како куќни, домашни пријатели, отколку како колеги и членови на естрада и не знам што. Знаеме во некои моменти на веселба или на прослава и да запееме така во друштво и да се подсетиме на некои соработки, анекдоти што веќе од минатото. Некако се неблагодарно јас зборувам во незино име. Можам само да кажам дека имаме приближно слични ставови и погледи на Тоа значи дека на може би се нештата. вратила. Јас би сакал и тоа многу. Ние се видовме со Росана пред не знам, месец дена, направивме еден краток муабет, кратко интервју. Да не беше тоа Да. во врска со наградата за Токму за таа. признавам. Да. Направивме едно кратко интервју и навистина беше изреволтирано од македонската музичка сцена, меѓутоа, кажа, никогаш не се знае, јас може би ќе стапнам Ете, на сцената и јас искрено се надевам дека и таа ќе ни се врати. Јас не сум го гледал тој интервју, гледав само некој краток прилог од незината интерпретација во живо, кога и беше доделена наградата, ама сега со кого правела муабети што кажала и не сме имале прилика да Ќе поразговараме. го погледнеш на YouTube, веќе е прикачено тоа интервју. Ние ќе продолжиме со разговора, ма претходно песна. Обавезно, па тоа е пред се. Повели. Фала. Кажи песно како да те испеам, да те пеам песно како
okem i da imam sila da go vratam ona. Zlatno vreme koga si te složni i bez griži, od srce nasmejani sme bile. Srce to me boli, ama pejam, ne sakama moram da se smejam. Taka neka vide, se so pesna bolesno ke mine. Srce to me boli, ama pejam, ne sakama moram da se smejam. Taka neka vide, se so pesna bolesno ke mine. Gradi mi je pesnata, samo pesno, samo ti mi ostana. Da sam okem i da imam sila da go vratam ona. Zlatno vreme koga si te složni i bez griži, od srce nasmejani sme bile. Srce to me boli, ama pejam, ne sakama moram da se smejam. Taka neka vide, se so pesna bolesno ke mine. Srce to me boli, ama pejam, ne sakama moram da se smejam. Taka neka vide, se so pesna bolesno ke mine. Srce to me boli, ama pejam, ne sakama moram da se smejam. Taka neka vide, se so pesna bolesno ke mine. Srce to me boli, ama pejam, ne sakama moram da se smejam. Taka neka vide, se so pesna bolesno ke mine. Taka neka vide, se so pesna bolesno ke mine. Minat dnite kako voz po pruga, a za srce ne se lepi druga. Igram, pejam, život oci teče, a vo duša stara rana peče. Igram, pejam, život oci teče, a vo duša stara rana peče. A pod tvojot prozor koga minam, i sozabi usnite gi kinam. Da se boram, nemam veke sila, i ti nesi to a što si bila. Da se boram, nemam veke sila, i ti nesi to a što si bila. Ti mi beše prva ljubav, ti mi beše
беше мојот вечен неспокој. Ти ми беше прва љубов, ти ми беше мојот сон, ти ми беше прва љубов, ти ми беше мојот вечен неспокој. Може ова мене ке ме разбуди, сите твои желби ке ги исполни, само една рана ке ми остане, зошто толку доцна видов каква си. Ти ми беше прва љубов, ти ми беше мојот сон, ти ми беше прва љубов, ти ми беше мојот вечен неспокој. Ти ми беше прва љубов, ти ми беше мојот сон, ти ми беше прва љубов, ти ми беше мојот вечен неспокој. Гуран, предавате биологија, бидејќи тој предаваш биологија. Сега те гледаат децата и ќе речат еве оваа не го пресира, Па јас нели е срамота. би бил прво пријатно изненаден ако децата го гледаат тоа. Тоа значи дека емисијата продрела и ги заинтересирала и помладите, што би било сензационално. Може ли за кратко да те Да. прекинам? Во понеделник, сега кога ќе одите во училиште, кога ќе одиш во училиште, ако се смешкаат вака, тоа значи те гледале, јас сум сигурна. Или ке сигурно нема да ти кажат. Па имам јас добра комуникација со учениците и можеме на доста теми и да се посоветуваме и отворено да направиме муабет. Тоа значи дека ќе ти спомнат дека те гледале. Би ми спомнале на некој одмор. Има Во понеделник те послободни чекам да ми деца. ставиш да ми кажеш дали тие деца гледале Фолка страда. Задолжително, зошто да не. Јас ви велам, би бил пресреќен, не затоа што сум јас гостин, туку затоа што ќе знам и ќе располагам со тој податок дека им помладите, најмладите ја ценат македонската музика, ја гледаат вашата емисија и дека повторно сме добиле некоја емисија која е популарна и во која што ќе можеме да промовираме се нешто што е ново и квалитетно. Значи јас чекам од тебе во понеделник уште да ми се јавиш да ми кажеш што се случувало на училиште. Каков си како професор? Па моje мислење или мислење на учениците? Еве, твое мислење, а потоа што слушаш од учениците дека Па си моje шепкаат? мислење е дека сум исполнителен и дека сум принципиелен. А мислењето на учениците е дека понекогаш строг, но правичен и дека добро им ја пренесувам материјата што се обработува, зависи темите. Дали некој од генерациите кои што веќе прошле кај вас се запишале на биологија? Јас мислам ќе ме прашаш дали доаѓаат да не посетат. Хај, дали доаѓаат да те посетат? Доаѓаат. А дали некој тргнал по вашите ставки? Немам таква Или по информација. музиката? По музиката да, по музиката да. Има деца што се запишани во средно музичко. Има деца кои посетуваат месечни приватни часови кај наши еминентни музичари, хармоникаши и така. Дури и такви што основале веќе и бендови групи и тоа знам.
Значи, ете, по тие стапки тргнале. Биологијата никако... Тоа во секој случај не можеле од мене да го научат на училиште, зашто јас не ги мешам таму работите. Не знаете ли некојаш да се поттебила така? Не. Кога се бавам со една работа, се бавам со таа работа, зашто ако измешаш две работи, ќе бидеш бледо успешен и во едната и во другата. А на екскурзија што се случува? Слабо се оди. А кога се оди? Дали си ти највеселиот професор? Сум запел така во автобус кога сме биле на екскурзија, но тоа стварно било поодамна, има можеби 5-6 години од таа некоја последна екскурзија со 9 оделенци. 2-3 дневна, како веќе. Па и обично тие екскурзии се така што таму и се прославува таа за нив многу значајна полуматурска вечер и обично гледаат да бидат такви аранжманите на екскурзијата, да биде тоа дестинација Охрид, да биде по можност 2 вечери, минимум една во дискотека. Колку си грижлив ти кога одите на такви... Многу. Јас сум... не е ли лесно да... Јас сум грижлив во се што ќе одберам да работам. Јас сум и прецизен и грижлив и се трудам. Сигурно имате над 30 деца, 40 деца што да таму и да бидеш одговорен за толку деца не е мала работа. Па добро, ама тоа е меѓу другото и дел од таа професија, да знаеш да бидеш и добар психолог, да знаеш и да го најдеш вистинскиот начин да им придеш на учениците и генерално, но и индивидуално, зашто не можеш секогаш на исти начин да допреш до секое дете. И тоа просто треба исто да го почувствуваш, од прилика како и што треба да имаш сенс за да избереш добра песна или да веруваш дека таа песна ќе биде хит или ќе биде слушана или ќе ти донесе нешто што посакуваш. Така. Сега кога кажав одговорност спрема децата, јас што зборувам, ти имаш одговорност спрема македонската народна песна, така да немаш проблем со дечињата. Работата е навистина благодарна. Не очекував дека така добро ќе се снајдам во тоа, ама испадна дека што е благодарна работата, туку е и одговорна. Посебно во основно училиште, каде што на некој начин ја имаш таа одговорност како наставник да ги насочуваш децата. Не е само совладувањето на наставниот материјал, во прашање тука се и некои воспитни моменти, корекција на некое однесување. Имаме часови посебно на биологија каде што отворено се разговара и за пубертетот и за промените што настануваат и однесувањето. Како тоа полесно да го надминат. Колку децата се сега отворени со професорите, со родителите, ако знаете, ако имате... Се имам, се? Да. Баш прашував дали на овие теми разговараат дома, скоро. И ми рекоа дека разговараат. Одлично, бидејќи мојата генерација, односно јас кога сум растала, јас сум разговарала на секакви теми со моите родители. Значи во тој смисол и денешните генерации можеби уште поотворени се. Ама јас сум играла надвора, веќе денешните генерации не знаат што е ластик. Па добро, они не знаат, ама со тоа што имаат игри кои што се дома или се на компјутер, тоа значи дека се уште поблиску до родителите, па во секој момент можат и да поразговарат. Важно да се отворени, важно да имаат таа близина, каква што и треба да има и релација дете-родител. Нема проблематични деца во основно училиште? Нема проблематични деца. Нема воопшто проблематични деца во светот. Проблематични се секогаш возрастните. Ова е вистинскиот одговор. Браво. Горан, што ви се случило нешто интересно? Дали кога влегувате на час и нешто да
да ви се случи интересно, зашто ќе сакате вие да се насмеете, не смеете пред децата, или пак нешто на сцена да ви се случило, зашто никогаш нема да заборавите? Па не можам сега да се сетам конкретно на некоја анегдота ни во училиште, ни на сцена, со оглед дека и одамна не сум бил. Ќе се потрудам, а да не одземам многу време. Па, што знам, има интересни моменти, но и ќе се насмееме и се и во училница, но не ги памтам обично, и тоа е дозволено и се случува и сето тоа, но гледам брзо да ги вратам работите во вистински колосек и да не одлута часот некаде за каде што не е планирано да биде. А што се однесува до сцената, па имало сигурно. Дали никош си паднал на сцена? Не сум. Не си засопнал Не. со новиот албум на Знам дека само еднаш излегов да настапам на еден фестивал и ми беше шината ногата, тоа знам. и кривеше? Па не, толку колку што ми требаше да излезам на сцена, изодев така машки без да се забележи. Ама застанав и тежиштето го префрлив на здравата нога, така ја отпеав песната, полу хендикепиран, нели? И потоа се заблагодарив на публиката и заминав, нели, се стегнат Без и никој заби. да примети, вие тоа го направивте. Да. Браво. Да. Кој ние? И сите биле што биле на сцената, ве криела, те криела. Не, па не во принцип не ни знае, ни другите. Одлично. Значи сега вака, што ќе направиме оваа година, ветувате албум? Ветов, мајте. Со оглед на тоа дека песните се готови, што не би ветил. Само некој ако ме подбуцне да одам да се сликам, пошто тоа ми е некако најнеомилениот дел од фала, ама сега одма да одам. Одма после снимањето. Таман сабота е, нема кој не е дома и кој не е слободен. Добро, не е баш така. И за снимањето знаеш дека треба да се одвои време и тоа е некој труд кој исто така треба да се цени. Како и за снимањето на самите песни во студио и да се Во кој отпеат. студио ќе ги снимате песните? Снимени се песните, во кој ќе зборуваме за тоа следниот пат, таман да не откривам се и да има зошто би дошол тогаш и тогаш што би кажал. Јас сум сигурна Тогаш ти повеќе за многу албум. работи кажа, ете во секоја емисија што ми имаш различно нешто да кажеш, ете сега го спомена театарот, така да сигурно сум и тогаш нешто ново ќе ми кажеш. Па што знам, сакам да звучат песните малку пред време и во принцип знаат оние кои што ја следат мојата кариера, нели ти си помлада. Од секогаш и така било. И таа првата песна што беше како Божица 93-та беше пред времето. Сега прашањето е само колку ќе дозволат медиумите таквите идеи и таквите инспирации и таквите дела да бидат присутни во јавноста, да допрат до гледачите. И мислам дека и тоа е еден од начините како би можеле да ја вратиме естрадата. Со нешто ново, со нешто свежо, со нешто нечуено. Добро сега, нечуено. Да, секоја нова песна е нечуена, се разбира, ама нешто што ќе биде исчекан, нешто што ќе однесен малку напред, а нешто што ќе биде малку поавангардно, можеби за времето во кое живееме. И за музиката со која се занимаваме сега. Зошто луѓето фолк музиката ја врзуваат за нешто традиционално, или пак веднаш ја преименуваат со префикс турбо, ако таа има некаков помодерен звук. Е прашањето на кое вреди можеби цела дебата да се Вреди. И ти што ке кажеш околу тоа? Сега треба како традиционално да ја гледаме или како турбо? Мене лично ми пречи префиксот
турбо пред фолк, зашто мислам дека таа кованица постои само кај нас, нигде на друго место. И ние упорно ја негуваме и ја користиме. Повеќе би сакал да се каже за некоја песна дека е шунт. Ете тој израз повеќе ми се допаѓа. Што е шунт? Не знам, нешто шкарт. Нешто невкусно. Значи, таа турбо музика е невкусна музика. Не, јас не го користам тој термин. Ако јас би употребил нешто невкусно, тоа невкусно може да биде во било кој жанр. Мислам, јас имам слушнато поп песни кои за мене се невкусни. Дали од музички аспект или од содржината на текстот, за мене се невкусни, па никој не вика турбо поп. Ме разбирате што сакам? Значи се тоа што е невкусно, тоа што го е оставаме невкусно во турбо. е составен дел на секојдневието, па и на музиката, и на естрадата. И такво нешто треба да постои. Но не значи, муабетот ми беше дека не значи дека некој исчекор ако се направи, ако се внесе некоја новина, ако се направи нешто по-невообичаен текст за некоја песна или пак аранжман и така се обликува песната да звучи некако вонвременски или предвременски, авангардно, дека заслужува на тоа да се додаде некаков епитет од типот шунт или оној другиот. Што вие го користите шунт? Јас го Што користам, јас се уште не сум го чула за Не? за во музиката. Тој Не. префикс, не. Шунт. Шунт како шунт збор сум го чула, меѓутоа Не, ама за во музиката? не. Баш Никогаш. не чув. А Никогаш. турбофолк? Турбофолк да сум чула и јас веќе нема да го користам тој збор, кај нас има само фолк музика или Фолк музика, ма нека биде само музика, не морате ни тоа фолк да го нагласувате, зашто мислам дека ќе има гости кои што, меѓу другото и јас, кои што ќе отпеат песна која е серенада, која е балада, која има поп призвук, кој музиката не се дели така. Јас ја делам музиката Ниту на пак естрадата. што веднаш ќе Што ми не влезе сте ја во крстиле уво. емисијата Македонска естрада? Е, тоа ќе го прашаме директорот. Јас тука не можам да ви одговорам. Добро. Така Меѓутоа, ќе посеопфатно размислиме би ово. било, тогаш би ги опфатиле сите. Сите се добре дојдени, Па се името и не разбира. толку. Еве, не мора името да го гледаме, меѓутоа сите се добре дојдени во оваа емисија кој што ја сакаат вистинска тупава македонска песна. Затоа и ве повикавме и вас затоа што вие Да, имате ама нели убава муабетот македонска беше песна. што е тоа вистинска убава македонска песна. Дали се тоа само традиционалните македонски песни? Дали се тоа Сите оние- новосоздадените песни од времето на 80-тите години, почетокот на 90-тите? Или се тоа песни кои што се денеска најпопуларни и најпрегледани на интернет? Ако мене ме прашувате, за мене Да. убава македонска песна се сите оние убави песни. Дали се од 80-тите, дали е поп, дали е рок. Не, за фолк зборуваме. Не ми е важно, битно најважно е да ми е убаво и да уживам додека ја слушам Па таа да, песна. добро. Па добро, тоа се вкусови. Треба да се овозможи до публиката да стасаат песни и звуци за сечи вкус. Така. Ние ќе го направиме тоа, еве, вашите песни ќе ги изрекламираме тука, сите оние кои што ќе бидат нови, ветете ми го тоа уште од сега. Не, доаѓам сигурно да ти подарам едно CD и да направиме некоја промоција. Сега нема сите да ги испееме, нешто нека остане и енигма. За после тоа да дојдете пак, да дојдеш пак. Дали може така? Па и заради тоа, и за да имаат гледачите можност да го преслушаат во целост, и сепак едно CD и целина е. Да, составено е од песни, ама кој ќе видиш, тие се повеќе дела на едно место, збирка. Горан, како што кажавме, оваа година ветивме нов албум.
Друго што ќе се случува? Ништо на приватен план ќе се случува Не ли нешто можам ново, друго убаво? ништо да ветам. Што би можел друго да ветам? Да ветиш можеш само работи кои што си сигурен дека можеш да ги сработиш и да ги исполниш. А другите работи, оние приватните, предпоставам на што мислиш, тие просто се случуваат и се случувале. И се надевам ќе се случуваат. Само во моментов немам нешто со што би можел и да се пофалам или да ветувам, не знам какви. Одлично. Гуран, јас ти благодарам што издвои време за мене Ми задоволство. и за мојата публика. И за мојата публика. И за твојата публика. Се гледаме ние повторно како што се ветивме. Јас сега ќе уживам со уште 2 песни твои ако може. Се разбира, И ќе зашто се да видиме не. повторно. Се гледаме. Драги мои гледачи, само за вас тоа беше Гуран. Ние се гледаме повторно во сабота во 15 часот и 30 минути. До тогаш, довидување. Останете ми здрави и живи. I noćta koga pađa, vo mene pak se rađa slika za se što mi napme. Od polnog nokni mori me mačat se dozori, bez neja ne se žive. A Bog mi dade žena, pa nekoj drug ja zema i otide vo nepovrat. Za posle 2-3 leta da piše pismo deka me saka samo kako brat. Koliko boli, koliko stega, druga koža ne se vega, koliko gori, koliko peče, se po staro pak si teče. Koliko boli, koliko stega, druga koža ne se vega, koliko gori, koliko peče, se po staro pak si teče. Se žive vo peko, zborovi koji što reko, me mijat kako branovi. I slušam razni frazi, po nervi te mi gazi, bolka od tije denovi. A Bog mi dade žena, pa nekoj drug ja zema i otide vo nepovrat. Za posle 2-3 leta da piše pismo deka me saka samo kako brat. Koliko boli, koliko stega, druga koža ne se vega, koliko gori, koliko peče, se po staro pak si teče. Koliko boli, koliko stega, druga koža ne se vega, koliko gori, koliko peče, se po staro pak si teče.
čaša, moji verni drugari. Ne znam da li takva ljubav može da se povtori. Utre ako prašata, kažete i drugari, kaj što stigne vino plaka, pije da zaboravi. Da se napijam, krevam čaša dobro vino, naše crno ti kvešto. Aj na zdravje, krevam čaša, moji verni drugari. Ne znam da li takva ljubav može da se povtori. Utre ako prašata, kažete i drugari, kaj što stigne vino plaka, pije da zaboravi. Čaša, moji verni drugari. Ne znam da li takva ljubav može da se povtori. Utre ako prašata,